Разбој. Разбој е справа која служи за ткање на платна, јамболии и килими и е една од најбитните справи во историјата. Разбојот исто така е една од наједноставните справи која е конструирана. Првичните разбои биле целосно изработени од дрво и сите операции на нив се вршеле рачно. На принципот на кој работи стариот разбој, работат и големите фабрички машини за ткање и произведуваат илјадници метри материјал. Рачниот за домашна употреба разбој е дрвена конструкција во облик на паралелограм. На двата краја на овој костур се поставуваат два масивни цилиндри, така наречени кросна или вратила. Едниот за намотаната основа и вториот за навивање на искаениот материјал после процесот на ткање. Бидејќи во процесот на ткање нишките треба да бидат добро затегнати и двете кросна имаат можност да се вртат околу своите оски, со што се постигнува добра затегнатост на нишките од основата. Секоја од намотаните нишки потоа минува низ така наречени ништи или ништелки. Тие се најмалку две, но може да бидат и повеќе. Ништите се поместуваат горе-долу, преку чкрипци, со нагазување на подношките. Така два соседни конци во ништите имаат различна положба, едниот е горе, а другиот долу. Непосредно до ништите, во насока на ткајачката, се наоѓаат така наречени брдила или набрдила. Тоа представува масивна дрвена рамка со вметнато брдо, односно решетка од цврсто поставени тенки стапчиња од трска. Нишките од основата се поставуваат во отворите на брдото. Со совалката се вметнува преѓа меѓу нишките од основата. Потоа се менува положбата на ништите. Тие што биле долу, одат горе и обратно. И со брдилото се натиснува ткаеното. На крајот, искаеното се навива на второто кросно. Пред да почне процесот на ткање, потребно е да се изврши така наречено сновање на нишките на основата по целата ширина и должина на планираната ткаенина. После тоа, наснованите нишки се намотуваат на кросното, распределени по целата планирана ширина на ткаенината. Секоја нишка поединечно се провлекува низ ништите и брдото и се врзува на второто кросно. Процесот на ткање се состои во промена на положбата на ништите. Горната оди долу и обратно, со помош на подношките, така што се образува пазува, низ која се поминува совалката, оставајќи преѓа напречно на основата. Ткајачката повторно ја менува положбата на ништите со педалите, потоа ги трга брдилата кон себе и ја набива преѓата. Потоа, постапката се повторува. Кога ќе се искае одредена количина ткаенина, истата се намотува на второто кросно. Assunta